Детална анализа во пресрет на НАТО самитот во Варшава објави реномираниот сајт Heritage, каде во делот за Република Македонија истакнува дека земјата одамна ги има исполнето сите препораки и дека Грција е единствената пречка за членство на земјата во НАТО. НАТО ја засилува безбедноста на Европа и Северна Америка повеќе од 67 години, па и не е чудно што многу земји од трансатлантскиот регион кои се уште не се членови сакаат да се приклучат на Сојузот. Како што пишува сајтот, политиката на отворена врата на НАТО е клучна за мобилизирање на Европа и сојузниците околу колективна трансатлантска одбрана. Соединетите американски држави треба да го искористат самитот во Варшава за да се осигури дека политиката на отворени врати на НАТО ќе остане таква, како и да преземе мерки да им се помогне на земјите кои сакаат да се приклучат да ја постигнат својата цел. Според Северноатлантскиот договор, секоја земја од Европа која ќе ги исполни условите од истиот и ќе демонстрира способност да придонесе кон безбедноста на НАТО сојузот е погодна за членство. Република Македонија стана независна држава по распадот на Југославија во 1991 година. Грција веднаш се побуни за уставното име на земјата поради регионот во Грција наречен Македонија. Македонија се приклучи кон мировното партнерство на НАТО во 1995 година и доби акцијски план за членство во НАТО. Откако го изврши истиот во 2008 година, што значеше дека ги исполни сите услови за членство во НАТО, Македонија очекуваше покана за членство во НАТО на самитот во Букурешт. Во последен момент Грција стави вето за приклучување на Македонија кон НАТО. Во декември 2011 година, Меѓународниот суд за правдата донесе одлука дека Грција прекршила времената спогодба од 1995 година. И покрај тоа, Грција продолжува да го попречува патот на Македонија кон членството во НАТО сојузот, објави Heritage. Влегувањето на Црнагора во НАТО ја потврдува константноста на процесот за проширување на алијансата, изјави генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Тој тоа го изјави во ведниот говор при отварањето на експертскиот форум во Варшава насловен НАТО во заштита на мирот 2016 и потоа. Форумот е во рамките на средбата на врвот на НАТО кој денеска и утре се одржува во полската престолнина. Америка е шокирана од убиството на полицајци во Далас, изјави американскиот претседател Барак Обама кој се наоѓа во Полска на самитот на НАТО. Нема оправдание за таков израз на омраза, за тој намерен и жален чин, рече Обама реагирајќи на веста за убиството на полицајците кои ги обезбедуваа учесниците во протестите во Далас. 5 мина полицајци се убиени, а 6 мина беа ранети кога врзнив е отворен оган од најмалку 20 снайперисти синоќа во Далас, во момент кога во центарот на градот се одржуваа протести поради убиство на 20 афроамериканци за време на полициска интервенција во Минесото и во Луизијана. 3 лица се уапсени во врска со снайперскиот напад врз полицајците во Далас, а со четвртиот осомничен, кој се забаракадирал во гаража во градот, полицијата преговараше да се предаде, но тој се самоуби. Апелацискиот суд во Скопје одби жалбата на специјалното јавно обвинителство во врска со изземање на судија на претходна постапка, која постапувала по предлог на обвинителството за определување мерки за обезбедување присуство, утврдувајќи дека кривичниот суд правилно постапил. Постапувајќи по жалба на обвинителството за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите против решение на претседателот на кривичниот суд, Апелацискиот суд Скопје денеска достави решение со кое жалбата на СЈО се одбива како неоснована, а решението на првостепениот суд за неприфаќање на барањето за изземање на судија на претходна постапка се потврдува, се наведува во соопштението на Скопскиот кривичен суд. Помошникот државен секретар на САД за европски и евроазиски прашања во Стейт Департментот Викторија Нуланд в понеделник ќе ја посети Македонија. Според американската амбасада во Скопје за време на посетата таа ќе оствари средби со представници на владата, функционери на политички партии и представници на граѓанското општество. Петта година поред Министерството за здравство испраќа македонски лекари во странство на доусовршување. Оваа инвестиција нема да запре, најави министерот Никола Тодоров. Околу 70% од оние доктори што биле на едукација веќе вовеле нова метода и истата ја користат. Таа нова метода се дефинира на следниот начин. Методата е нова или за докторот, или за болницата во која што работат, или на ниво на здравство на Република Македонија, вели Тодоров.